Александар Василевски Нинџа се нудел да биде заштитен сведок за настаните од 27 април во собранието, но не успеал во својата намера, кажа неговата одбрана пред апелација, образложувајќи жалбата за 8-годишната казна затвор. Нинџа беше осуден под законскиот минимум од 10 години за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Тој, иако обвинет, во процесот пред кривичниот суд честопати се однесуваше како сведок. Покрај Нинџа, денеска пред апелација, својата жалба презентираше одбраната на Митко Чавков, барајќи укинување на пресудата од 18 години затвор за својот клиент. Неговиот адвокат Сашо Дуковски вели немало никакви докази, а како пример даде 3 други судски процеси за истиот настан, каде се вршело исто дејство, а кривичните дела били учество во толпа, насилство и обид за убиство. Јас очекувам од апелација најмалку укинување на првостепената пресуда со сериозни нападствија затоа што ваква пресуда каква што е не може да обстане. Толку има суштествени повреди на одредбите на Законот за кривична постапка да тоа е неверојатно. Оваа пресуда е фингирана пресуда и нема било каков доказ. Затоа сметам дека не може да обстане. Жалбата ја презентираше одбраната на поранешниот началник во МВР Душко Лазаров пред судот во име на неговото семејство, говореше и неговата ќерка. Тие оспоруваат оваа пресуда по сите основи. Велат многу прашања останале неодговорени. Според нејзините зборови, лицата кои требале да одговараат за ова кривично дело биле само сведоци во овој процес, споменувајќи го тогашниот министер, а сега заменик министер за внатрешни работи Агим Нухиу. Адвокатот на Лазаров Звонко Давидовиќ пак вели никаде во пресудата нема што е терористичко загрозување на уставниот поредок. Тврди дека имаме терористичко загрозување и терористи во судницата, но не даде појаснување како ја утврдил терористичката организација, која е терористичката организација, кои се членовите, по чив претходен договор и на кој начин постапувале. Адвокатката на Митко Пешов пак зборуваше за суштествените повреди во текот на првостепениот кривичен процес, споменувајќи ги секојдневните маратонски рочишта, поради што не било возможно да се подготви добра и темелна одбрана. Сметаме дека направи процесна повреда со тоа што не дозволи јавноста да го слушне исказот на заштитениот сведок. И сметаме дека направи повреда бидејќи не ја утврди во целост фактичката состојба во поглед на Митко Пешев. Пред почетокот на денешната јавна седница, Нинџа се пожели дека на влезот на судот добивал закани од ќерката на Чавков, Зорица Чавкова, што беше демантирано од страна на Дуковски, кој кажа дека денеска таа воопшто не ни дошла пред судот.